Civil Media. Почитувани присутни, добар ден и од мене. Иако слушнавме многу говорници, многу малку се зборува за оваа категорија на граѓани, а имаат исти права на избор како сите останати. Значи, правото на избор е човеково право. Во демократските земји ова право се практикува, кај нас се уште се гледа како привилегија. Дали е правото привилегија или е право за лицата со попреченост, ќе зборувам, бидејќи затоа имам право, мајка сум на гласач со попреченост, најправим тоа е најглавната моја функција во животот, но и председател на Сдруженијето Инклузива, кое во последниве години, од 2016 поточно, работи на зголемување на учеството на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес. Во нашите истражувања утврдивме дека немаме ниту еден пратеник лица со попреченост. Значи ги прашуваме политичките партии какви услови нудат за овие луѓе кога се уште нема пратеник лице со попреченост, да не зборуваме за председател и другите функции во државата. Нема демократија ако не се вклучат секаде овие граѓани. Затоа што, повторно ќе повторам, тоа е нивно право. Конвенцијата за правата на лицата со попреченост е ратификувана во 2011 година. Сега сме 2019 и правиме први чекори за една инклузивна средина. Нашето мото на овие избори, што ќе ги следиме, бидејќи по втор пат имаме своји наблюдувачи, лица со попреченост, но ќе следи и тимот на Инклузива и волонтерите, е инклузивни избори, овозможување на инклузивна гласачка средина за лицата со попреченост. Прво би ја пофалила Државна изборна комисија, најотворената институција досега за соработка со нашата организација, но и другите организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост. Полека, заедно, во соработка, но и партнерство, создаваме услови каде што е можно за учество на лицата со попреченост на гласачките места. Таму им е местото. Значи, има во изборниот законник право да гласа во домашни услови, но тоа не е право. Тоа е ограничување. Местото им е каде што сите граѓани гласаат. Оно што го направиме заедно во соработка со оваа институција до сега е шаблонот за гласање на слепи лица уште за локални избори, продолжи за референдумот и сега ќе се подготви. Второто нешто, граничникот за подпишување што користи за сите граѓани, за да нема грешки. Мене ми се има случајно да се подпише друг по грешка на моето место. Со овој граничник ќе се спречи такво нешто. Исто така, 2 години поред ние подготвувавме сликовити прикази на процесот на гласање, бидејќи информациите за граѓаните со попреченост не се разбирливи. Ниедна институција не водеше сметка да дава пристапни и достапни информации за граѓаните со попреченост. По подготовката од наша страна за двата циклуса изборни, сега обврската си ја презема Државна изборна комисија. Најголемото нерешено прашање е пристапноста, физичката пристапност. Од последниот мониторинг што го вршиме за референдумот, 71% од гласачките места се физички непристапни. Како граѓаните да пристапат до гласачкото место? Не само пристапот во објектот, неспуштени тротоари, рампи изградени каде што ги има, но не по стандардите, така да повторно не може лицето да пристапи, а знаеме каде се гласа. Во места каде што институциите се, образование и други институции, каде повлекува многу сегменти од други области.
образовниот систем во нашата држава, вработувањето на лицата со попреченост, социјализацијата и најглавното нешто, излезот од дома. Значи, сепак, ние немаме услови. Ова не е виновна државна изборна комисија. Сите ние сме виновни. И локалните самоуправи, но и ние. Се градат објекти нови кои не се пристапни. Исто така, објектите на политичките партии се непристапни. Како би дошло едно лице да се вклучи? Забележавме во предизборната кампања дека дел од политичките партии ги практикуваат веќе нашите препораки, а нивните информации се попристапни. Секако во овој дел би ја пофалила институцијата, односно Министерството за информатичко општество и администрација, кои по препораките на Инклузива, кога излеговме јавно, први направија своја веб страница која е 87% пристапна. Ние ги тестираме и наблюдуваме. Наблюдувачите со попреченост што ќе наблюдуваат? Ќе ги има секаде во државата. 40 се, но се трудевме да има во повеќе градови, во урбани и рурални средини. Ќе наблюдуваат од страната на попреченоста. И секако, нашиот извештај ќе е токму тако. Ние како организација забележавме дека имаше обиди на носење многу важен закон пред 2 дена пред избори, по скратена постапка, што многу ги засега лицата со попреченост. И апелираат денеска до мене да го пренесам ова. Не носете закони кои ги засегаат ранливите категории на граѓани, особено лицата со попреченост, по скратена постапка. За Законот за социјална заштита има бурни реакции зошто беше пред изборите и зошто е по скратена постапка со европско знаменце. Затоа што сметаат дека нивните барања не се внесени во законот. Второто нешто што сакам да го кажам е губењето на доверба на лицата со попреченост во политичките партии и немањето желба да го остварат своето право на глас. Ние работиме на мотивација на нив, но и на информирање. Но сепак тука треба да се вклучат институциите, медиумите, за да можеме да ги информираме. Ние сме организација невладина со многу мали средства кои ги добиваме исклучиво од странски донатори. Нашата држава се уште не најде начин да се финансираат граѓански организации кои работат во интерес на државата, во интерес на ранливи категории на граѓани и не можеме сами. Медиумите се нашиот ветар во грб, секако и организации како Цивил. Благодарам, Џабир, што не оставаш да не се обратиме на вашите настани. Ние сме тука на располагање на вас, продолжена рака на институциите и наоѓаме секогаш време кога ќе бидеме повикани. Благодарам. Цивил медија.